Едно мое гледиште што лично јас сметам дека како генерација пред себе после 30 години независност на нашата држава е тоа дека делењето на централната и локалната власт сега во вакво време кога централната власт е на едната политичка опција, а општините се на другата политичка опција од кај што ја припаѓам, за добробитот пред се на општините и на локалното ниво за функционирањето треба да има една симбиоза. Јас знам дека општина Кавадарци е голем партнер на сите јавни институции што се раководени од менаџери од централната власт. Чудам еден чекор понатки, ниеден наш советник од советничката група на ВМРО ДПМН нема злоупотребено, нема наговорено, нема злоупотребено лош начин на функционирање према ниедна јавна установа, што сметам дека тоа е доблест. Во однос на формирањето на проектите капитални за кои му спомнавте на градоначалникот, не дека сум негов адвокат, ќе ви одговорам дека изборните програми за градоначалници на вашиот кандидат беше малтени иста со нашиот. 80% у глобала беа исти. На крај крајва, кога се оде на избори се оде за да се убедат гласачите. Сметам дека изборните програми се од секој кандидат за доброто на граѓаните. Ниту вашиот кандидат за градоначалник, господин Горан Тодоров, немаше желба, ако беше избран, да не се реализират. Секој кога оде во изборниот ринг се надпреварува за доброто на кавадарчани. И градоначалникот претходно, Александар Панов и Панчо Минов и сите претходни градоначалници. Кој се надпреварува во рингот, кој сака да биде градоначалник, да не постигне добри резултати. И заради тоа што Кавадарци има една таква траекторија уназад со раководење на ова институција, општина Кавадарци, мислам дека имаме и прекрасен развој. Сега одиме уште понатки. Последните 4 до 5 години транспарентноста на општината и восприемањето на јавното мислење према општините, мислам дека е на највисоко ниво. Ние не се стараме да кажеме за тоа дека претходниот градоначалник наш беше 8 години и сега отишо наредниот дојди, општината уш погоре отиде дека тоа е лошо. Наредниот после него уш поголе ќе дојде. Дај Боже. Али секоја генерација што иде треба да восприеме демократијата на малце повисоко ниво. Јас знам дека во жестината на говорот може на некој начин да се направат и одредени поразлични гледишта што ова храма демократија не ги трпе. Вклучително промена на име, од моја партија ќе почнам, кој учествувал, вклучително и груевизмот што ти го спомна. Искрено мене тоа ми пречи. Ја не го бранам Александра, тебе да те укривувам. Значи тука со такви изјави општина Кавадарци граѓаните нема да имат корист. Граѓаните ги интересираат дела. Дали тие дела ќе ги направат централната власт, кај што се проектирани самите капитални инвестиции. Кешки да биде така, ја прв чипа фалам. Значи при секој мој јавен настап, сите дела што се восприемени и се дадени од централната власт, никош не ги делам. Ама нема да дозволам како и функционер, кој моментално е председател на совет или советник, бидејќи носиме и лична одговорност, па да ги напаѓам и јавните институции или централната власт, кај што нема мегдан, а напротив да забележиме дека како што вие имате забележ, така и ние имаме. Меѓутоа, што фајде обичниот граѓанин од сето тоа? Зошто да не веруваме дека тоа што е планирано и тоа што има цел, дека нема се реализира? Вие имате сомнеш усе. Ја немам сомнеш. Дали си ми слушнал мене некојаш на говорница да имам сомнеш за локалните, мислам, централните политики на владата? Значи мене ме интересира општина Кавадарци. Не, јас слушај Вуко. Значи прво една работа, треба да и почитиме институциите за да сакаме државата. Значи демократски е да се добро, се не го земи одговорот. Значи кешки пратениците од собранието да направат дела за Кавадарци. По тоа се памтат. Еден куп пратеници били и поминали, кажу и ние сме миливи. Утре други ќе дојдат. Работе што ќе направиме за Кавадарци. А инаку во однос на говорот, почитувани советници, верувајте дека никој, ама на никој во текот на оваа година не му е присилно одземен зборот. Ако негош во жестината на говорот има притиснато, јас лично се извинувам. Али намерно негде му го одземам зборот. Тоа јас, ама цел време ти се говори. Не, значи верувај дека тоа не ми е цел на функционирање. Ако тако нешто направам, јавно ви се извинувам.